Добар ден на сите. Како што ветивме, денеска ќе биде повторно избрана техничката влада, која што треба да организира фер, демократски, кредибилни избори на 11 декември. Нејзина главна цел ќе биде да обезбеди вашиот глас да одлучи каде ќе се движи Република Македонија. Вашиот глас ослободен од притисоци, ослободен од било какви уцени, ослободен од било какви политички влијанија. Расположението помеѓу граѓаните низ Македонија е многу видливо. Граѓаните бараат, граѓаните очекуваат дека на 11 декември ќе биде избрана домаќинска влада. Влада која што нема да дава 18 милиони евра за тркала, додека во една од општините на главниот град Ѓорче Петров се уште има делови во кои нема канализација, атмосферска и било какви други инфраструктурни проблеми со кои што се соочуваат. Зарем сметаме дека ако вака се инвестира, дека ќе дозволиме да се повтори уште еднаш катастрофата која што му се случи на Стајковци. Граѓаните бараат и очекуваат на 11 декември да биде избрана домаќинска влада, која што во Ѓорче Петров ќе обезбеди отварање на вистински две нови градинки и кои што ќе обезбеди услови во училиштата кои што ќе прилегаат на 21. век, во кои што децата ќе можат да се посветат на учење, а во кои што родителите ќе знаат дека го добиваат најдоброто можно образование. Ве уверувам, одлучни сме дека македонските граѓани ќе добијат шанса за влада која што ќе ги решава вистинските проблеми. Влада која што ќе обезбеди спокоен живот на сите нејзини граѓани. Вие, почитувани граѓани, сте нашиот главен мотив. Главен мотив е да помогнеме на Македонија, на сите нејзини граѓани, да обезбедиме подобар живот на следните поколенија. Ви благодарам, повелете со прашање. Министерот кој што ќе биде од вашата партија за внатрешни работи, се знали по кој закон ќе работи, односно дали ќе важат измените од крајот на јуни во однос на систематизацијата или сепак со договорот овие измени не се важат, туку некои други? Тоа беше една од работите која што ВМРО ДПМНЕ прво ги направи, за да потоа по трет пат мора да ги порече и да ги врати назад. Законите кои што беа измислени и донесени во брза процедура, за да ги блокираат акциите и рацете на министерот од страна на опозицијата во МВР, токму владеачката партија мораше да ги измени на крајот на јули како дел од договорот што тогаш беше потпишан. Така што министерот за внатрешни работи ќе го има капацитетот, ќе го има знаењето и ќе ги има законските можности не да обезбедува партиски цели, туку да ја обезбеди нашата заедничка цел како граѓани на оваа земја. Граѓаните, а не партиите да одлучуваат. Гласачите, а не политичарите да ја носат одлуката каде ќе оди Македонија. Вчера слушнавме жестока дебата на оваа тема, каква се систематизација до сега е направена, односно во овие претходни 2 дена може да се каже, и имате ли точни информации кои се е променат и колку се вработени во МВР? Јас сум убедена дека да ги прашате луѓето во ВМРО ДПМН дека и тие тоа не го знаат. Тоа покажува каков хаос и паника владее во нивните редови. Замислете да доведете во ситуација собранието да бира министер за внатрешни работи кој ќе трае еден ден, да го доведете во таква ситуација тој, така наречен избран министер за внатрешни работи, да биде човек и личност за еднократна, еднодневна употреба, тоа покажува дека навистина владее расуло, владее страф и владее недоверба кон сопствените кадри. Вчерашните изјави на представниците на ВМРО во Македонското собрание покажаа дека тие изгубиле верба, дека партиските војници во МВР ќе им ги слушаат нивните наредби. Тоа покажува дека и овој систем и полицијата се ослободува од партиските стеги и дека луѓето кои што работат во Министерството за внатрешни работи веќе им кажаа не на лидершипот на ВМРО ДПМН, кој што сака да искористи полицијата само за злоупотреби и за манипулации. Тоа веќе не поминува. И заради тоа залудни се обидите во последен момент за 24 часа со ситни рокади, со ситни подметнувања, да се обидуваат да го спречат неизбежното. Оваа власт заминува и оваа власт со себе не треба да понесе илјадници луѓе кои работат во администрацијата и сакаат честно и навистина професионално да се извршуваат својата функција. Зошто се одлучивте да ги продолжите истите имиња што работеа, значи, претходно влада? Заради тоа што оваа преодна влада ја има истата цел која што ја имавме и на
крајот на минатата година, а тоа е да организираме фери демократски избори. За жал, двете владеачки партии направија се во Македонија да се повторуваат криминални избори кои што ги чувме и ги видовме и од 2011 до денес. Враќањето на преодната влада покажува уште еднаш дека веќе ништо не зависи ниту од ВМРО ДПМН, ниту од Груевски. Тие го отсвирија своето, тие го кажаа своето, видовме што можат и како можат. Македонија на 11 декември ќе им порача неблагодарен. Дали мислите дека ќе функционира ова влада со оглед на... Ние сме свесни дека ВМРО ДПМН што и да се случува, ќе продолжи да биде партија која што е контролирана од една мала врхушка, која што сака да се спаси од целиот овој криминал кој што го вршеше овие 10 години. Ќе обструираат, ќе прават проблеми. Спремни сме на тие проблеми да одговориме со решенија. Нивното време заврши, граѓаните се ослободија, целта на оваа преодна влада ќе биде да им даде шанса на граѓаните да го кажат својот збор. Во таква демократска држава, граѓаните го одлучуваат тоа. Ако нема други прашања, повелете. Дали назначувањето на Муамед Зекири за член на Централниот одбор на СДСМ значи дека СДСМ поактивно ќе се ангажира да добие и гласовите, да ги добие и гласовите на албанците? Видовме што значи 10 години политика на поделби, омрази и етнички конфликти. Видовте како едни исти луѓе, додека се на улици, создаваат поделба и омраза меѓу граѓаните по етничка линија, а кога се во влада, сојузнички и партнерски си ги делат тендерите и партиските интереси. Граѓаните порачуваат не на ваквата политика на кавги и поделби во Македонија. Граѓаните во сите делови на нашата држава ни порачаа дека сакаат да видат земја која што ќе биде стабилна за секој граѓанин, која ќе биде сигурна и која ќе биде сплотена. Заради тоа ние не правиме разлика помеѓу луѓето од различна етничка припадност. И сакаме и ги гледаме сите во редовите на еден широк фронт кој што ќе се бори и ќе го победи ова зло. Ви благодарам.